Добро утро, драги гледачи. Фала ви што сте дел од утринската програма на Алфа ТВ. Моја чест и задоволство е денеска да сум повторно со вас и да дадам некоја мала мотивација во врска со едноставно како денеска би сакал да зборувам на тема како да излеземе малку од зоната на удобност. Често пати зборуваме за тоа дека сме некојаш во многу удобна зона, едноставно ништо не ни се случува, животот ни е на автоматизам, се едно те исто ни се случува секој ден, ќе отидеме на работа, ќе се вратиме, кафе, излагање, се е некако исто станува монотонно и станува досадно. И сакав да зборувам за една многу интересен феномен кој што се случува со нашиот ум, а тоа е начинот како да се мотивираме во суштина е малку да почнеме да излагаме од зоната на удобност или во комфорт зоната и да почнеме да доаѓаме во зоната на итност. Сега, што е зона на итност? Сакам да дадам еден конкретен пример. Дали некојаш ви се случило од сабајле, треба да станеме за на работа и наместо да станеме на време, ќе го навиеме саатот еден час, можеби пред да треба стигнеме на работното место, но во зоната на удобност нели умот и телото не вика, окей, ајде уште малку ќе поспиеме, па ќе го ставиме алармот малку за подоцна. И што се случува во последните 15 минути? Гледате, наместо да имаме некаков ред и да стигнеме до работното време поорганизирано, ги оставаме тие 15 минути каде што за тие 15 минути све ќе направиме, ќе се облечеме, ќе се дотераме, ќе се испегламе, не знам, жените ќе се нашминкат и во тие 15 минути на некој начин сме супермен. Гледате, прашањето е зошто не размислуваме да функционираме постојано во таа зона на итност, затоа што кога сме во таа зона на итност, навистина од нас излага огромен квантитет на енергија која што претходно можеби не сме ни мислеле дека имаме. И има примери за ова во животот. Сигурно се сеќавате на примерот кога имало некоја жена чие што дете била под кола и едноставно ја кренала колата. Зошто? Поради тоа што во зона на итност добиваме енергија која што како потенцијал ние секако ја имаме. Но зошто во текот на денот да не функционираме на тоа ниво? Или, например, ако земете примерот со студентите, имаат еден месец да спремат испит, ама не учат од почеток, тоа било приказнато и со мене, гледате, ќе почнеме да одложуваме и последните 10 дена почнуваме да учиме по 100 страни на ден. Сега, како би било кога би почнаме да функционираме во таа зона на итност постојано? Како би било кога таа зона на итност ни траела 6 сати на ден? Гледате, зоната на итност е интересна зона, поради тоа што ви го избиструва умот. Во даден момент, кога ќе дојде колоквијално народски кажано нож до коска, она што се случува, умот почнува да ги отпушта сите небитни процеси, глупости на некој начин, со кои што е зафатен во текот на денот. Гледате, на Facebook сме, на социјалните мрежи, не знам, се занимаваме со проблеми кои што воопшто не се важни за нашиот успех и напредок, и во даден момент доаѓаме во таква густа ситуација, самите се доведуваме за во тие 15 минути од нас да излезе толку јака креативна енергија да едноставно го постигнуваме она кој што сме го зацртале во текот на денот. Или кога мораме нешто да направиме, во тој период од нас излага огромна креативна моќ. Или ќе видите некаква понуда која што ја има, можеби не знам, треба да се оди на некој преубаво место, имаме огромен попуст и е сега шанса за да се искористи тоа, секогаш ќе најдете решение. Умот е така направен да кога е во таа зона на итност, секогаш ги наоѓа вистинските решенија и е целосно фокусиран на тоа што сакате да го постигнете. Но многу почесто во текот на денот сакаме да сме си во таа комфорт зона. И сакаме да се уживаме, и сакаме да се имаме ритуали кои што на некој начин воопшто не се битни за нашиот успех. Она што го прават успешните луѓе, она кои што го прават врвните спортисти, врвните предприемачи и така натаму, живеат и работат на тој начин да ја зголемат таа зона на итност, а не зоната на удобност. Така да зоната на удобност на некој начин не затапува, можеме да кажеме, поради тоа што умот не го користиме за да најдеме решение кога сме во зоната на удобност. Умот наоѓа решение само кога ќе дојдеме во зоната на итност, но не мораме да дојдеме во зоната на итност поради некоја работа која што не притиска. Гледате, тоа е дисциплината. Можеме да влеземе во таа зона на итност секој ден поради тоа што сме дисциплинирани и поради тоа што за секој ден имаме зацртано задачи кои што требаме да ги оствариме со рок. И заради тоа роковите и задачите се убави, но многу е битна дисциплината за да можеме да го дадеме најдоброто од нас. Има една, мислам дека е даде од Ајнштајн или некој друг попознат
човек дека користиме само 10% од нашиот потенцијал. И сега замислете, имаме 90% кој што не е искористен. Поради тоа, некојаш постарите знаат да кажат на помладите, тебе ти треба терало. Терало значи некој да го на некој начин води или да му ја вметне дисциплината, ако сам не може, за да можеме да ги постигнеме роковите. Убаво е да живееме во зоната на итност, но денеска од зоната на комфорт зоната и зоната на удобност направивме цел ритуал. Дури помладиве имаат едни многу убави термини кои што ги користат: чилам или лабаво е, лагано. И така натаму, гледате, почнуваме да влагаме во тој ритуал, дека почнува да е кул и нормално и преубаво се да стане лабаво. Но така сме раскашавени, така умот ни е конфузен, матен. Она што ни треба се предизвици да живееме во зоната на итност. Ви посакувам убав и пријатен ден. Пријатно.